Владеачката партија бара од СДС да одговори дали Заев нудел продажба на македонската радио и телевизија. Филипче Домицковски, Македонија не е ваш експеримент. Државна изборна комисија, ќе се гласа само еднаш. Тошковски, безбедноста е темел на развојот. Славески, финансиската едукација и дигиталната писменост се неопходни во услови на зголемени ризици и дигитализација. Муцунски на состанок во Белфаст. Почнува пријавувањето за вакцина против сезонски грип. Агенцијата за храна и ветеринарство со контроли во училишта и градинки. Курти, Србија се меша во изборите на Косово. Опасно италијанско грозје во Хрватска. Новиот entry и exit систем на Европската унија стартува на 12 октомври. Баварија им дозволува на полицајците да уриваат дронови. Невообичаен предлог за прекин на војните во Украина и Газа. Трет ден преговори за Газа. Владеачката партија обвини дека иако СДС има нов лидер, навиките не се менуваат, тврдејќи дека Зоран Заев на поранешен бугарски премиер му дал USB со прислушувани материјали и шема за купување 2 македонски фирми, меѓу кои и телевизија за бугарска пропаганда. Од партијата бараат одговори од Венко Филипче и СДС дали тоа било дел од договор за финансиска поддршка од Бугарија. Обвиненијата следат потврдењата за куферчиња пари, што Заев ги негира како лаги и клевети. Лидерот на СДС, Венко Филипче, порача дека Македонија не е експеримент на премиерот Мицкоски и дека СДС секогаш ја чувала стабилноста на државата. Тој истакна дека партијата не го лажела народот, туку била со него во најтешките моменти, додавајќи дека ќе ја поправат земјата и ќе го вратат чувството дека владата е за граѓаните, а не за партијата. Според Филипче, изборите се борба за вистината, достоинството и иднината на Македонија. Државната изборна комисија усвои упатство за гласање за локалните избори 2025. Граѓаните ќе гласаат лично, со лична карта или пасош, а идентификацијата ќе се врши биометриски со десниот палец. Ќе се користат печати на ливчињата и ќе се гласа тајно со сино пенкало. Забрането е групно или семејно гласање, фотографирање и носење оружје. Државната изборна комисија соопшти дека нема надлежност за правилникот за политичко рекламирање, а до собранието е испратено барање за појаснување на законските нејасноти. Денеска беа акредитирани нови домашни и странски наблюдувачи, а ќе се ангажира и дополнителен персонал за изборниот ден. Министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, на отворањето на Adria Security самитот во Скопје истакна дека безбедноста е темел на економскиот развој и довербата во институциите. Тој нагласи дека Министерството за внатрешни работи е посветено на дигитализација, модернизација и транспарентност за создавање безбедносна средина соодветна на 21. век. Тошковски подвлече дека безбедноста денес опфаќа и сајберзаштита и управување со податоци, а ваквите настани се клучни за соработка меѓу државата и приватниот сектор во изградба на современ безбедносен систем. Гувернерот на Народната банка, Трајко Славески, на состанокот во Сараево истакна дека во време на економски ризици и брза дигитализација, финансиската едукација и дигиталната писменост се клучни за стабилен раст. Тој предупреди на ризици како онлайн измами и прекумерно задолжување и нагласи дека младите и неискусните потрошувачи треба повеќе да се едуцираат. Народната банка преку иницијативи како Wi-Fi код работи на поголема финансиска вклученост и поддршка на женското претприемаштво. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, денеска и утре учествува на состанокот на министрите за надворешни работи во рамки на Берлинскиот процес во Белфаст. На средбата ќе се разговара за европската безбедност, регионалната соработка, интеграцијата и справувањето со нелегалната миграција во контекст на проширувањето на Европската унија. Муцунски ќе има и неколку билатерални средби на маргините од настанот. Министерството за здравство соопшти дека започнува пријавувањето за бесплатна вакцинација против сезонски грип преку апликацијата vakcinacija.mk или преку матичен лекар. Вакцинацијата е наменета за ризичните групи, лица над 65 години, хронично болни, здравствени работници, бремени жени, мали деца и лица во установи за социјална заштита. Годинава се обезбедени 80.000 дози 4-валентна вакцина од холандскиот производител Abbott. Агенцијата за храна и ветеринарство во септември изврши контроли во училишни и градински кујни низ државата. Констатирани се неколку неправилности, во 2 градинки хигиената била лоша, а во една не бил направен здравствен преглед на персоналот. Изречени се 3 парични казни и уништени се 24 килограми храна.
Во училиштата проблеми се најдени во 3 кујни, уништени се 59 килограми храна, а изречена е 1 казна и 5 решенија за отстранување на недостатоците. Премиерот во заминување на Косово, Албин Курти, изјави дека мешањето на Србија во косовските избори е посериозно од руското влијание во Европа. Тој го обвини Белград дека преку уцени, финансиска поддршка и ветувања за работни места влијае врз гласачите. Курти побара од Европската унија да ја осуди и санкционира Србија за мешање што, како што рече, го нарушува суверенитетот на Косово и ги крши принципите на добрососедство и Бриселскиот договор. Инспекцијата во Хрватска предупреди дека на пазарот има италијанско грозје со опасно високо ниво на пестицид ацетамиприд, 3 пати над дозволеното. Првично било откриено од словенечките инспектори, а спорното грозје, според Европската агенција за безбедност на храната, се продавало и во Хрватска. Експертите предупредуваат дека оваа хемикалија е опасна за здравјето, особено за децата, и повикуваат граѓаните да не го консумираат грозјето. Од 12 октомври Европската унија го воведува новиот систем за влез и излез, кој 6 месеци ќе функционира пробно. Со него ќе се укине печатењето пасоши и ќе се воведе електронска евиденција за неевропски патници што влегуваат во Шенген зоната. Системот треба да ја зголеми безбедноста и да го олесни контролирањето на престојот. Властите нагласуваат дека нема да се бара нова виза, ниту доказ за патничко или здравствено осигурување, иако околу тоа се појавија бројни недоразбирања, особено кај британските патници. Баварија воведува закон со кој и се овозможува на полицијата да урива дронови што представуваат закана. По серијата инциденти кај аеродромот во Минхен, премиерот Маркус Зедер изјави дека нема место за паника, но има за предпазливост, нагласувајќи дека е подобро дроновите да се неутрализираат отколку да се ризикува безбедноста. Законот предвидува создавање центар за одбрана од дронови во Ердинг, каде што веќе соработуваат армијата и технолошки компании. Очекува се слични мерки да бидат разгледани и на федерално ниво. Италија ќе побара од Обединетите нации глобален прекин на огнот за време на зимските олимписки игри во Милано и Кортина ди Ампецо во 2026 година. Министерот за надворешни работи Антонио Тајани изјави дека иницијативата се темели на античката традиција на олимписко примирие и има цел да се запрат сите конфликти, вклучувајќи ја војната во Украина и Газа. Тој порача дека мора да бидеме застапници на мирот и се надева дека игрите ќе станат символ на единство и надеж, иако останува сомнеж околу односот на Русија и Западот. Во египетското одморалиште Шарм ел Шејк продолжуваат индиректните преговори меѓу Израел и Хамас за прекин на војната во Газа и размена на заложници и затвореници, врз основа на 20-точковен план предложен од Доналд Трамп. Денеска на разговорите ќе се приклучат премиерот на Катар, високи представници на Турција и американски посредници, меѓу кои и Џаред Кушнер. Трамп изјави дека постои реална шанса за мир на Блискиот Исток и најави дека САД ќе помогнат во спроведувањето на евентуалниот договор. Разговорите се одржуваат во пресрет на втората годишнина од нападот на Хамас врз Израел. Времето денеска сончево со мала до умерена локална облачност. Ке дува слаб до умерен наместа до Ушповердеријето повремено засилен ветер од северен правец. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност. Ке дува слаб до умерен ветер во делови од Котлината, повремено засилен од северен правец. Според прогнозата на управата за хидрометролошки работи, од четврток времето ќе биде стабилно и суво со слаб до умерен северен ветер. Дневната температура ќе биде во пораст. Владеачката партија бара од СДС да одговори дали Заев нудел продажба на македонската радио и телевизија. Филипче Домицковски, Македонија не е ваш експеримент. Државна изборна комисија, ќе се гласа само еднаш. Тошковски, безбедноста е темел на развојот. Славески, финансиската едукација и дигиталната писменост се неопходни во услови на зголемени ризици и дигитализација. Муцунски на состанок во Белфаст. Почнува пријавувањето за вакцина против сезонски грип. Агенцијата за храна и ветеринарство со контроли во училишта и градинки. Курти, Србија се меша во изборите на Косово. Опасно италијанско грозје во Хрватска. Новиот entry и exit систем на Европската унија стартува на 12 октомври. Баварија им дозволува на полицајците да уриваат дронови. Невообичаен предлог за прекин на војните во Украина и Газа. Трет ден преговори за Газа.